младите особи сакам да ги убедам дека најубаво место за живење токму местото на нивното оформување и станување во истински луѓе кои ќе се наоружат со своји занаети, дали се тоа занаети или пак софистицирани или потреби како дневна потреба, дека младите луѓе тоа ти не мора да се барат овдека. Само ќе кажам една работа. Ако нешто Господ дал најквалитетно, тоа е овој регион, Медитеранот. Нема ни едно место во светот кој што може да се приближи према климатските услови кои што ги имаме овдека. Сонце имаме во изобилие, води во изобилие, планини во изобилие, дивеч, зарзавато воштие. Дружба со различни етнички, тоа е убавината на крај крајва. И тоа е убавината. Мозаикот да го направиме убаво. Сега тука треба и ние повозрастните многу да делуваме на тој план, да ги убедиме младите дека овдека е нивното место. Каде и додат во светот, тие ќе градат туѓи имоти, туѓи држави. Дајте да си го зградиме нашето огниште овдека. Мислам дека најважно е да се запознае човек во карактерните особини, во тоа што го сака, во тоа што го негува. Мислам дека тоа е основата за да се изгради едно пријателство. Пред се почита, љубовта, нели, која што се негува во смисла да се изгради едно пријателство здраво и искреност. Би сакал да го цитирам Бернар Шоу, каде што вели дека пријателите се како раката и очите. Кога раката боли, очите плачат, а додека очите плачат, значи раката ги брише солзите. Видите, ако станува збор за пријателство, тогаш станува збор за една енергија која ги надминува сите тие предрасуди, стереотипи, поинакви размислувања за човекот што е со вас. Значи, тогаш ако има некој тип на предрасуда или некој тип на стереотип, тогаш не е пријателство. Ја имам еден пријател Столе кој е така влав, имам кум кој е влав, значи имам триот или два од другарите се власи и за нив има многу вицови, нели? И ја многу ги кажувам тие вицови некогаш и мисля дека имам против нив нешто, ми е супругата пола влаенка. Значи баба ми е чиста влаенка и они се зборуваат на влашки во Струга. Ја не можам да имам против, например, предрасуди против таа нација, кога децата ми се четврт власи. Значи, така да... Стај ги луѓето внатре. Стај ги заедно. Многу интересна реклама кај што стават двајца што се тотално спротивна, например, еден хомофоб и еден хомо. Знаеш, она заедно им дават некоја задача да решаваат внатре, разбираш? И како тие према тој проблем заеднички да го решат, тие стануваат многу блиски, на крај им кажуваат, ги пуштаат изјавите што ги дале пред да влезат внатре. И двајцата се чувствуваат после посрамотени од тоа. И двајцата стануваат после големи пријатели. Значи, тотални спротивности ги земаат натре, имаат заеднички проблем што треба да го решат и тоа лека полека се запознаваат меѓу себе. Значи, непознавањето на луѓето ги прави овие стравови едни од други.